Гордост во Банкок. Десетици илјади луѓе го преплавија центарот на градот за да ја прослават квир културата, каква што досега не видел градот. Банкок има репутација како најлиберален град во Азија и сега сака да биде домаќин на светската парада на гордоста во 2028 година. Но пред тоа велат активистите, законот мора да го достигне општественото и политичко расположение, со тоа што ќе ги направи истополовите бракови легални. Промената никогаш не била поблиску откако реформистичка партија победи на изборите во мај. Идниот премиер вети дека ќе ги внесе истополовите бракови во закон веднаш штом ќе може да формира влада. Ако успее, Тајланд ќе стане само второ место во Азија по Тајван, кој ќе ги признае истополовите бракови. Други како Индонезија и Малезија со мнозинско муслиманско население ефективно ги криминализираат истополовите врски. Сингапур минатата година ја отфрли забраната за геј секс, но ја задржа дефиницијата за брак како маж и жена. Организаторите на парадата на гордоста во Банкок велат дека тоа е уште една голема причина Тајланд да ги промени своите закони. Се надеваме дека ќе испратиме пораката до нашите ЛГБТ браќа и сестри ширум светот, особено во земјите со строги религиозни ограничувања, каде што ЛГБТ луѓето не можат да излезат. Сакаме Банкок да биде безбедно место за нив да дојдат и да бидат своји. Либералните тајландски политичари велат дека иглата е поместена кај повеќето што поддржуваат права на хомосексуалците, но за многу млади ЛГБТ граѓани на Тајланд се уште не може да има вистинска слобода во општеството без заштита согласно закон. Светот стана полиберален, но ние се уште немаме права да работиме на владени функции или да склучиме брак. Сакаме само еднакви права како и сите други. Сите погледи се насочени кон идниот лидер и неговата партија за да се види дали тој може да формира влада во наредните недели. Ако го стори тоа, притисокот ќе биде посериозен да ги исполни ветувањата дека ќе спроведе акт за родова еднаквост. За овој трансродов продемократски активист, знаците се позитивни по генерации борба. Ако сакате да бидете слободни, ако сакате да се чувствувате безбедно, дојдете овде во Тајланд. Ние, квир луѓето, сме обединети овде.